Почитувани, за време на енергетска криза, кога цените на светско ниво рушат рекорди, во Македонија состојбата е контролирана и стабилна. Наспроти сите прогнози на опозицијата и нејзините сателити, според Државниот завод за статистика, инфлацијата се намали и на годишно ниво и во јуни изнесува 3,4%. Споредено со месец мај, инфлацијата забележува намалување од 0,5%, додека пак индексот на цените на мало во јуни бележи намалување за 0,8%. Тоа е што представува посебен успех, фактот што инфлацијата кај храната и безалкохолните пијалоци изнесува 2,5%, додека кај облека и обувки е 2,1%, бројки во услови на најголемата енергетска криза. Ова значи дека цените на прехранбените производи и безалкохолните пијалоци се држат на стабилно ниво, а владата превзема заложби и мерки тие уште дополнително да бидат стабилизирани. Тие што сакаат да креираат лажна перцепција во јавноста, уште еднаш се поразени од бројките. Овие резултати, кои не се само бројки и проценти, туку реалната слика и состојба во државата, се потврдени и од релевантните институции, како што е и Државниот завод за статистика. Тоа што представува посебно задоволство е што се тоа е резултат на работата и добро проектираните и применети економски мерки на владата предводена од ВМРО-ДПМН. Додека светот се соочуваше со високите цени на нафтените деривати, благодарение на брзата реакција на владата, Македонија го одржа нивото на најниски цени на енергенсите во регионот. Успешното спроведување на владините мерки за енергетската криза своевремено го потврди и Меѓународниот монетарен фонд, кој посочи дека Македонија е во топ 3 земји по превземените мерки за облажување на ценовниот шок на горивата. Ви благодарам.